Recording in progress. Добро. Ветив на часови, ако приметувате, се здржуваме прилично долго на овие теми. Ветив на часовите, на оваа тема, конкретно, координација, дека ќе позборуваме нешто и на теоретскиот час и е добро еден рефреш да се направи. Мислам дека имате доволна информација дури од оно што е предадено, нормално кога ќе прочитате дел од книгата, тогаш ќе имате доволна информација за што се работи. Нема да биде секогаш доволна информацијата, но за почеток е доволна. Овој слайд го знаеме, само на кратко ќе споменам уште еднаш дека дали го гледате ова прозорче вие, јас што го мрдам сега? Да. Го гледате? Или гледате само курсор дека мрдам? Даре, само курсор гледам. Само курсор, окей. Ке ми треба запослам да не Се го гасам. гледа. Се гледа прозорцето дека е од чатот? Не, мислам Human Abilities Definition, тоа или? Не, добро. Окей, има еден борет. Не го гледате ова од Zoom чат. Значи, чисто на кратко, јас прво се извинувам што е на англиски PowerPoint-от. Моја грешка, се мислам дека го имам на македонски средено, ама не ми е средено на македонски. Нема да биде проблема, плюс и можеби ќе биде добро за да знаете како да гуглате и да користите некои од термините. Само уште еднаш на кратко, значи минатиот час зборувавме за класификација на движење, таму беше спомнато дека например движењето може, еден од начините да го гледаме движењето е преку разглобување на моторички способности, моторички навики. Гледате колку пати го спомнувам ова на часовите моторички способности, моторички навики. И се надевам кога ќе дојде прашање на испит што е моторичка навика или што е моторичка способност, ќе знаете да го кажете. Овој слайд исто така беше споменат уште еднаш, значи каде се наоѓа координацијата како моторичка способност, тоа се латентна димензија. Тука морам да направам мал осврт на тоа како ќе ги разглобуваме моторичките способности. Секогаш ќе зборуваме првин за дефиниција, значи што е тоа моторичка способност, дали и која, пример, сега е координација, ќе зборуваме и за другите, потоа какви видови на таа моторичка способност има, како се подобрува под број 3 таа моторичка способност, и евентуално под број 4 ќе зборуваме, али за испитот многу битно, сензитивни фази, кога најдобро се подобрува во животниот век на човекот од раѓање па до смрт. Значи, уште еднаш, 4 битни моменти и така водете ги клучните моменти за проучување на моторичките способности. Наједноставно ќе ви биде така. Можете и друг систем да фатите, но уште еднаш ќе кажам. Прво, дефиниција. Што представува таа моторичка способност? Второ, дали има некои видови, дали може да се подели, например, силина ваква и таква, издржливост онаква, брзина, неколку видови, ќе ги видиме. Координација дали има или не. Трето, како се подобрува? Значи, вежби, методи за подобрување. И многу невкусно кога на испит, например, ваши колеги, мислам, тоа не е за на испит, тоа е за нормално функционирање во сферата во која што ќе работите, ќе ве праша некој како се слабее и мене ми одговараат, например, се слабее со задавање на вежби. И се тоа исто како на лекар да отидете, ќе прашате лекаров, ме боли грло, што да направам, и тој ќе ви каже, земете одреден број на лекови. Значи, нема одреден број, се знае рецепта. Ќе земеш тоа и тоа. Ќе пиеш 3 пати на ден, 2 пати или не знам еднаш, или не ти треба ништо и така натаму. Така и овде, затоа го кажувам третиот момент, како се подобруваат моторичките способности. Се подобруваат со точни насоки. Максималната сила се подобрува со вежби кои што се со висок интензитет, да можеш да направиш 1 до 3 повторувања во неколку серии, 3-4 серии, тежината која е максимална за да можеш да направиш 1 до 3 повторувања. Веќе го имаме дозирањето. Па понатаму следи дали ќе биде тоа на неделно ниво, микроциклус и така натаму. И уште еднаш, значи, под број 3, кога зборуваме за моторички способности, зборуваме како се подобруваат. Координација, како се подобрува, ќе ја пролистам и да го зборувавме. Дел дека со вежбички кои што ги знаете, не ги знаете. Нели?
И под број 4 беше кога најдобро се подобруваат моторичките способности во животниот век на човек. Ајде по трет пат, ќе ги повторам. Ти 4 клучни моменти за изучување на секоја моторичка способност, кои што јас претпоставам дека ќе ви бидат од помош за да знаете како да го структурирате знаењето и информациите за таа моторичка способност. Под број 1 дефиниција, не на памет, да ја разбирате дефиницијата. Под број 2 колку видови на таа моторичка способност се препознава. Дадов неколку примери во претходните објаснувања. Под број 3 како се подобрува, точно како се подобрува. Со дозирање комплетно, кај координација можеби не можеме тоа да го издозираме, ама ќе дадеме примерче како, затоа што е малку апстрактно. И под број 4 сензитивни фази. Тоа се сензитивни фази кога најмногу може да се допринесе да моторичката способност се трансформира. Па, например, не може да очекувате дека максимална сила ќе се подобрува на 80 години. Нели? Нема логика. Издржливоста дека ќе се подобрува, најмногу ќе се подобри во периодот околу 10-9 годишна возраст. Ама брзината, да, брзината треба да се дава во рана возраст, за да може да има бенефит понатаму во подоцнежниот животен ток. Океј, околу ова има нека дилема. Како ќе ги разгледуваме моторичките способности? Нема. Ќе се навраќам за сите три моменти, 4 точки во секој е предавање за моторичките способности. Слайдов доволно кажува, имаме латентен простор, манифестен простор, значи координацијата е збир од овие способности кои што се рамнотежа, баланс, нели, прецизност, агилити се препознава и тоа се координацијски способности кои што се појавуваат, силата и издржливоста на другата страна. Можете да најдете повеќе информации ке Бала, 1981 година, структура и развој на моторички димензии, но може да се најдат ова која зборувам за латентниот и за манифестниот простор. Што за вас е координација? Ајде кратко ќе исклучам. Ќе исклучам слайд. Пардон. Можете да пробате на овој линк, значи во браузер, не го исклучувате Zoom-от, ама уклучете Chrome или нешто, ви пратив еден линк на сите во чат. Ако го стиснете линкот и со внесување на код, најверојатно ќе ми побара 7744, супер, гледате се појавува. Можете да внесете две зборчиња кои што ве асоцираат на координација, кои што ги поминавме минатиот час. На тој начин ќе видиме какво вие имате сваќање за координацијата како моторичка способност. Дали успеа некој да проба да влезе? Пишувате на македонски, може на кирилица. Јас влегов, ама нема врска. Не ти се допаѓа каде влезе или? Да не е некој друг линк? Не, тоа е. Тоа е добро. Мислам дека ќе побара код да внесете. Супер, еве ги. Веќе некои од колегите пробуваат и даваат свое видување на тоа што значи за нив координација. Бете се визуализација, супер, не асоцира и визуализацијата на координација. Имаме брзина, точно. Снаоѓање, одлично. Ориентација, супер, ориентација во простор. Има еден таков тест на крај, ќе го покажем. Не еден, има повеќе. Агилност. Сега претпоставувам дека колку се десетина луѓе пробале. Пробајте сите нешто што ве асоцира. Нешто што е споменато на часовите, веќе ве потсетам. Например, какви движења треба да се задаваат за да се учат, за да се подобрува координацијата. Сара Цветковска, тоа ме асоцира на координација, исто така. Ново е можеби линкчево, па добро, пробувате нешто да напишете.
Јасно, ама супер, Сара Цветковска. Например, дали се задаваат нови вежби или вежби што ги знаеме или вежби што не ги знаеме? Вие што не 12. ги знаеме. Како ќе го пишете тоа во едно зборче или не мора во едно зборче да биде? Сложени движења. Супер. Организираност. Себе организација. Перцепција. Тамам. Само 14 луѓе пробуваат да се вклучат, другите не им оди некако. Може би оди турбофол во позадина. Нови движења. Mind-muscle connection. Интересно. Управувачки дел кај човекот, кој што треба да знаеме како точно да ги контролираме мускулните контракции за да движењето биде прецизно. И ако не воспоставиме добра конекција или ако не пратиме добри насоки, тогаш нема да бидат прецизни движењата. Ама супер, ова е интересно конекција. Што имам нешто друго? Океј. Може да пробате, додека зборувам, пишете уште нешто, ќе се навратам на ментиво. Или понатаму. Што мене ме исто потсеќа или што е интересно е дека кога зборуваме за координација, значи зборуваме за време-простор ориентација, зборуваме за кинестетичка диференцијација, значи да направиме разлика помеѓу не разлика, туку да ги точно употребиме оние мускули кои што треба да се вклучат, да направиме реакција на сигнал, да имаме сен за ритам. Па дури и балончињата, неритмичното удирање на балончињата, тоа е сепак еден ритам каде што телото треба да направи антиципација, мислам, човекот треба да направи антиципација, значи да процени кога треба да го удри балончето, да процени да направи однатре програма за движењето, да се забрза, но и да се заспори, за да може да биде движењето прецизно. Кога се подобрува силовите способности или кога се тестираат со изокинетичка машина, таму имат две компоненти и две информации како излезни параметри кои што се појавуваат. Тоа е acceleration и deceleration на мускулите. Значи со колкаво брзина мускулите забрзуваат во движењето или успоруваат за да го почнат следното движење. Па кај брзина ќе спомнеме малку за фреквентна брзина и што значи тоа, дека всушност колку е по лабилен вегетативниот систем, значи колку може побрзо да направи промена од забрзување во успорување, тогаш кај фреквентната брзина тоа ќе има многу подобар показател. Така да и овде промена на ритам се однесува на тоа, не мора да биде циклично движењето, може да биде ациклично. Ту потребувам термини кои што ги поминавме минатиот час. Мобилити, придвижување, координација представува моторичка способност, пробува да ги синхронизира движењата, ориентација во простор, баланс или рамнотежа на македонски, да одберете адекватни движења и нели многу други работи. Во повеќето и во најголем дел вие всушност ги покажавте преку малата презентација. Како ќе издефинираме координацијата? Вели дека тоа е некој капацитет за се разберат, да се примат и да се решат проблемите. Значи, преку моторно движење, преку моторна експресија. А сето тоа да биде на еден флексибилен, динамичен, ефикасен и продуктивен начин или да биде движењето точно. Значи, оваа дефиниција е интересна од Олсон, затоа што зборува за тоа дека треба да ги препознаеме работите кои што треба да ги решиме. Нели? Исто така Гаич, например, споменува дека координацијското движење е оркестрирано и контролирано во преку енергија, преку време и во просторот. Генерално за ова веќе зборува, ама
морам да посочам некои дефиниции од автори за да знаете и каде да ги најдете. Па вели Хенри дека моторичката координација како моторичка способност е хармонично и синхронизирано движење на ефекторниот систем или акција или активност на ефекторниот систем. Ефекторен систем кај нас се мускулите. Значи, нив ги им задаваме задачи. Значи, нив треба да им дозволиме всушност или да ги контролираме или да ги оркестрираме да направат хармонични и синхронизирани движења. Може да приметите дефинициите се стари, постари, но координацијата е близко до психологија. Фройд е еден од луѓето кои што ставиле белег во историјата не живеел во наше време. Значи дека од поодамна се занимаваат луѓето со координација, мислам со психологија, меѓу другото и координацијата влегува малку и во овој домен. Или работевме и некоја визуализација и така натаму. Вели дека координацијските способности се основа или фундамент за анализирање на моторичкото однесување. Вие можете да процените преку вежби за координација или примерчиња или тестови кои како се однесува во моториката, какво однесување има моториката, па можеби да тоа биде некој вид на селекција за понатаму, но исто така приметете на улица или меѓу ваши пријатели, роднини, познаници, каков е начинот на размислување, каков е, ова е теорија, нели? Каков е експресијата на личноста и сето тоа во корелација можеби со движењата. Дали посмирените луѓе имаат поточна, побавна, не можам да кажам побавна, него можеби поточна координација, дали поексплозивните луѓе по карактер имаат друг вид на моторика. Последнава дефиниција се однесува баш на тоа, значи да го анализираме моторичкото однесување на луѓето, ни помага. Не да ги процениме тие дали се добри на факултет или не, или за некоја друга работа, туку едноставно кога се работи за спорт, за движење, часови по физичко образование, тогаш можеме да го искористиме како основа координацијата за анализирање на моторичкото однесување. Кога зборуваме за координација и за создавање на нови движења, тогаш не можам да не го споменам Бернштайн. Бернштайн е еден од лидерите во ова поле, русин, случајно. Дури му се забранувани делата да ги работи, многу го бил не поборник, туку опонер или давал контра теории на теоријата на Павлов со кучето ви текнува создавање на условен рефлекс. Значи усучење на нови зошто теоријата на Павлов дека нели како се совладуваат нови движења, но Бернштайн давал некои други своји заклучоци и теории кои што се многу интересни. Па на пример тој вели дека располагаме со сетни информации кои што треба да ги искористиме во целата таа организација. Например, само да видам што е следно. Да, вели дека ги користиме, ја користиме својата искуството свое како база за да се формираат некои нови моторички навики. Кога зборуваме за координација и моторички способности, значи се појавува во процесот на формирање на моторичките навики, координацијата како слободно време, за ова зборував на часовите. Значи доколку вие дозволите да го расчлените времето, времето на акција, времето на движење, времето на жонглирање со топчињата, тој пример беше, пак ќе го искористам. И земете предмети кои што поспоро паѓаат, тогаш вие ќе имате време. Ќе имате време за да можете да го решите проблемот. Тоа е тоа креативно време кој што ќе го имате, за да може да пристапите кон решавање на оваа движечка задача подобро. А од друга страна, па ако сакате некаде да му проверите
каква способност за координација има, тогаш секогаш си играме со времето. Тој кој што ќе може за побрзо да реши некаква задача, тоа што е подобар и во математика, и во хемија, но излегува дека е подобар и во координација. Подобар и во издржливост, ако зборуваме за маратони, за брзина, но во друг контекст е тоа, овде зборуваме за креативното време. И супер дефиниција која што може да се најде баш точно од мојот друг колега Јовановски, мислам дека и во книгата се зборува за овој дел. Неретко, туку напротив, многу често, координацијата се поврзува како моторичка интелигенција. И затоа кажав дека може да се процени начинот на однесување на човекот, на размислување и слично, дури и преку движењата. Се случува, немојте го поврзувате ова со образование. Значи, образование е друг сегмент. Но интелигенција е тотално друг сегмент. Може човекот или човечката, значи човекот сега е во машки род, кај нас во јазикот, но човекот може да биде интелигентен, но не значи дека ќе биде образован. Разбирате, тоа се две обратни, различни работи кои што треба да ги имаме во предвид. Па во многу случаи ќе кажете дека да, некој спортист има страшна моторичка интелигенција или многу добра координација, ако ќе почнете муавет, гледате дека не фалат некои информации кои што би требало да ги имаме. Но тоа не е постојано и кај секого, туку може обратно да биде случајот. Имаме супер луѓе кои што се набилдани со многу информации, значи буквално како Google Search Engine-ов, платформа за пребарување, се знаат, ама моториката се послаби. И сега затоа кога зборуваме за координација како моторичка способност, зборуваме за ја поврзуваме со моторичка интелигенција. Кейн, убава книгичка, ја поврзува психологијата со спортот. И сега, што нас ни треба за да прикажеме моторичка способност, координација? Ова го пробувавме на часови, не знам ако сега да можете и сега, дали не... Ајде, пробаме, не сеќам дали го работевме. Мислам дека нешто и сработевме. Само да исклучам Stop Share. Океј. Најверојатно ме гледате. Дали ја пробувавме оваа вежба со придвижување на рацете во иста насока, на напред? Така, ме гледате? Да, мислам дека не е право. Мислам дека не е право. професор. Еј, супер, одлично. Значи, ајде. Гледај се. Пробувам да вртам десната рака нанапред и левата рака нанапред за пи половина разлика се вика ова. Значи за половина крупче разлика. И додека гледате, пробувајте го сите ова. Значи ова е во иста насока. Но сега што ќе се случи ако пробам да ги вртам рацете обратно? Значи едната рака дланка оди нанапред, другата дланка оди наназад. Само пробајте го, ако не оди, пробај да размислиш што се случува. Значи, едната дланка оди нанапред, другата дланка оди наназад. Или ако застанам во оваа насока, тоа што би било ова. Едната дланка оди нанапред, другата дланка оди наназад. Тоа е различно од ова, така? И различно е од ова. Сега во оваа варијанта одат двете дланки во спротивна насока. Има ли некој да успева да го направи ова? Да. Еден. Друг некој? Не. Само еден успева? И ја, професоре, нешто направише. Двајца. И јас исто. Тројца.
Тројца успеале. Поентата е, можете да си го пробувате ова, немојте на автобуска станица само. Жолто комбе ке дојде. Поентата е дека нас не треба координација, како што зборувавме, кога решаваме движење. Кога решаваме ново движење, тогаш ни треба координација. Ова исто можете да го направите и во друга рамнина, но се соочувате со некое ново движење. Ни треба координација кога ги реорганизираме веќе научените моторички способности. Да, значи, ние знаеме да вртиме со јаженце, ама сега вклучуваме нешто друго, например, вртење наназад, сме вртеле нанапред. Тоа е реорганизација на веќе наученото движење. Приметивте сите на часовите дека оние кои што немаат искуство во вртење на јаженце, кај нив беше проблем едноставното вртење наназад, инаку се е исто. Поскокнувањето е исто, рацете малте не остануваат во истата положба, но само јаженцето се врти наназад. Значи, задачата која што се дава да мускулите делува да биде целото движење реорганизирано. Па испадна дека е проблем. Значи, тогаш се појавува координација, кога пробуваме да ги реорганизираме движењата. Например, одиш наназад, трчаш наназад, скок во далечина, ама наназад. Тогаш се реорганизира тој стереотип кој што го имаме поминато. Затоа е добро, да се вратам назад, затоа е добро кога се задаваат тестови за координација, тие треба да бидат нови движења. Човекот или испитаникот кој што го тестирате, да нема претходна информација за како вид на движење, за да може да го реши. Тогаш ќе направи реорганизација на нешто или организација на движењето, нели, прво им натре во глава и после ќе афектира тоа кон мускулите. Но ако задавате тест кој што е веќе препознат, тогаш споменав и на часовите дека може да има проблем, затоа што тоа е веќе научено ново движење и тука не може да процените координација. Че вие после скокање на трамполин, првиот пат, веќе вториот пат многу полесно беше, затоа што знаете со што ќе се соочите. Таа е таа самоорганизација која што се појавува. И дека баш за ова зборував, дека не се појавува координацијата кај веќе научени движења. Треба да се има во предвид кога се задаваат вежбите и некој ќе му биде досадно да ги работи, вие ќе мислите дека подобрувате координација, ама всушност учениците или луѓето не работат на координација. Како вид на вежби треба да се дава? Ова е тој третиот дел, значи кога зборував за моторички способности, што треба да се има кај третиот дел, значи што да задаваме како вежби. Сега овде е општа програма, ама барем насоките ги имате. Кај другите способности ќе биде по-прецизно. Треба да има голем вариабилитет на движење. Значи, јаженце, подскокнување и тука завршува приказната. Не. Приметивте дека во 3 часа или 4 работевме подскокнување со јаженце. Какви све варијанти може да се направат само со една справа, а тоа може да се направи со движење или без справа, доколку задавате некакви вежби за координација. Треба да има различни стартни позиции. Па, например, ние подскокнувавме различна стартна позиција, вртење нанапред, вртење наназад. Па, например, тука може би ќе ја споменам по подлогата, подскокнувавме на паркет, подскокнувавме на душек, нели, струњаче или подметач, ајде како да го кажем. Подскокнувавме на одскочна штица, но на крајот и на трамполин. Значи, почетната положба е веќе со подлогата врзана, може да биде исто така. Да ги работите наопачки. За ова зборувавме, или вртење наназад, нанапред, сите движења кои што ги работевме, да пробаме да намалиме или зголемиме брзината. И сега сите сакаме да ја зголемиме брзината која беше вртење со јаженце, но пробавме и со многу помала брзина да работиме. И ако приметивте тогаш требаше да се замислите, тоа е многу битно кај координацијата, да се замислам да го решам проблемот. Чекај сега, како да го изведам движењето да биде многу поспоро. Значи, со едноставно промена на брзина, исто така може да се даде овој вариабилитет на движењата. Да има промена на ритам. Па, работевме, нели, подскокнување со јаженце нанапред, па имаше вкрстено. Добро, ритамот е еден
еден беше таму исти, со тоа што рацете ритамот, ајде го сменивме, мада тука беше да исти ритамот, ама работевме едно подскокнување, едно свртување, па после работевме едно свртување, две подскокнувања. Тоа слободен што му одеше најмногу. Значи тоа е веќе промена на ритам. Па може да биде промена на ритам, нели, со балончи, еве, тука е примерот со agility ladder или скала која што се користи многу во спорт. Па тука имате разни, таа agility ladder не бадијала се нарекува, значи справа за агилност, која што е блиско до координација, но и блиско до брзина. Ама кога ќе зададете ново движење, тогаш многу координацијата треба да се повика на помош. Исто така може да се зборува за намалена, значи намалување на видното поле, би го кажал. Па на пример голманите во било кој спорт, они се навикнати на големината на топката, нека биде фудбалска. Така, арно, ама ако задавате тренинзи со помала големина на предмет кој што лета кон нив, значи помала големина на топка, тогаш ќе мора да најдат ново решение, значи побрзо да приметат кон каде патува топката, да направат антиципација и целото тоа е веќе нов систем кој што треба да се организира за да може да го реши проблем. И со вакви провокации исто така се подобрува координацијата. Значи едноставно да се намали видното поле, да се намали големината на предметот за да може да се направи вариабилитет на движењата. Дали ќе задавате во услови кога човекот е заморен или во услови кога е одморен. Многу деликатно. Кога е некој заморен и ако му дадете да реши проблем, тогаш ќе треба екстра напор, што може да биде од бенефит, но ако е преморен, тогаш е бадијала, затоа што заморот доаѓа од физичко ниво, но доаѓа и од централно ниво, сензитивен или умствен замор. И генерално најголемиот замор е умствениот замор. Па доколку е некој многу заморен, тогаш бадијала да давате вежби кои што се координацијски. Зошто? Затоа што може да се случи повреда. Првин не може да ја реши, уствари првин ќе кажеме може да се случи повреда, а второ е дека нема да може да ја реши ако е премногу заморен. Но ако се задаваат после тренинг да процените или на крајот на часот дека ај сега уште еднаш да пробаме да го решиме ова, тогаш доколку нивото на замор не е толку големо екстремно за да може навистина повреда некоја се направи, еве како во скијање. Во скијање најчесто повредите настануваат во вториот дел од денот, не во првиот, во вториот дел и при крајот на скијање. Ајде уште еднаш ќе се пуштам, ама сега ќе се пуштам уште еднаш и можеби нема да дојам 2 недели повеќе на скијање. И тоа уште еднаш ќе се пуштам силно, веќе е замор, не се прави проценка и многу повреди се случуваат во овој период од денот. Но ако се контролира заморот, еве тренинг некој кој што бил ефикасен, пример тактичко-технички тренинг, па немало многу физички и умствен замор, тогаш можете го дадете на крај на тренинг, ај сега да ги пробаме овие движења да видиме или на крај на час да видиме дали можете да ги решите или не можете да ги решите. Но е деликатно, постои во книги се објаснува, но е деликатно и треба да бидете многу внимателни со овој момент на интервенција. А другиве делови горе кои што се објаснати, апсолутно можете да си играте со нив. Значи да, треба да постои некој предизвик, нешто однатре што ќе биде како не порив, туку кој што ќе представува проблем однатре за да може да се реши. Какви активности може да се работат во сала, например, и како методолошки би се поставиле? Различни или невообичаени стартни позиции, работење во огледала, например, јас работам со рацете и со нозете некои движења, ама тој спроти од мене, партнерот мој, пробува да ми имитира јас како ќе сработам, а да бидат движењата прецизни. Може да се намалуваат или да се зголемуваат димензиите на просторот каде што ги решавате проблемите, например, лимитирате, ќе дадете 4 балончиња, ама ќе излимитирате дека само во овој простор треба да се движи.
Па не бадијала, например, овие мали игри или small-sided games кои што се даваат, особено во фудбал, е точно заради тој момент на подобрување на перцепција, антиципација и координација. Во мал бокс од, не знам, 15 на 15 метри, или шева, како што популарно се нарекува, значи се задава на мал простор, пробуваат повеќе играчи да имаат неколку контакти со топката, а тие што се внатре во средина, ние викаме вежбата во средина, нели, да фата топката. Арно, ама тука треба многу умешност и искуство за да може да се направи тоа, нели. Можете го задавате ке помали дечиња, супер ќе биде, ќе ги зголемите границите ако треба, или полето, па како се подобруваат ќе го намалувате, постојано да има таа борба, некоја страгал ја сум ја пишал, да има некоја внатрешна, значи не немир, туку предизвик за да се реши задачата. Може да се зададат екстра задачи, например, ајде сега пробај, еве во small-sided games нека биде. Работат во игра во средина, каде што задачата е само со еден допир. Значи топката треба да ја прими и веднаш да ја прати, нема два допира. Како ја прима, поставеноста на телото, веќе тука треба да направи решение, тоа е се тоа координација, да направи решение на прием и веднаш на пас на топката. За разлика кога има 2 или 3 допира, тогаш може да ја прими, да размисли па да ја реши. Не. Во моментот на примање веќе треба да има готов сигнал или пред да ја прими топката, готова не сигнал, туку готово решение за да ја прими, за да ја предаде топката на друг соиграч. Затоа велам вклучување на други задачи, екстра задачи кои што може да се искористат. Да се сменат задачите помеѓу групата, една група работи една задача, друга група работи друга задача и слично. Вели како да се евалуира или да се процени координацијата. Секогаш кога правиме проценка на координација, треба да имаме предвид дека се организираат некои сили преточени во движења, во време и простор. Значи тоа е основното. И кога се креира тест или кога се одбира тест, треба да се има ова во предвид. Значи, второто е дека може да се процени способноста да се реизведат движењата, да се повторат движењата на друг начин, но да се зачуват основните работи. Вртење јаженце нанапред, вртење јаженце на назад. И последново, овде што е одбрано како топик е дека можност способност да се реорганизираат, да се реорганизираат движењата дури во нови услови. Па жонглирање на топче додека стануваш, седнуваш, клекнуваш, чучнуваш и така натаму. И сега приметувате овде кај оваа способност координација до крајот на семестарот веќе не ја споменуваме, освен кога ќе треба во некои други способности, онака на кратко, дека е многу интересна. Она што го работите или што сакате да го вежбате, можете да го искористите за проценка на способноста кај луѓето. Не дека не е така и кај силовите способности, но кај координацијата е многу, или другите способности, кај координацијата е многу поинтересно. Овој дали е огромно поле кој што може и треба да се играте, затоа што, само да видам, затоа што кај дечињата особено треба да се задаваат што поголем фонд на движење, затоа што на тој начин ја подобрувате и го зголемувате фондот на движење, кои што понатаму ќе бидат како искуство за креирање на екстра нови движења кои што може да дојдат во животот. Кога да се задава? Ова е тоа кога зборувам за сензитивни фази. Кога да се задава? Тешко е да се каже дека може да се задава, дека координацијата се подобрува најмногу во рана возраст или во постара возраст. Координацијата е интересна, многу интересен, флексибилен медиум е, кој што латентен медиум, кој што всушност и во кај повозрастни луѓе кога ќе го дадете, они може да ја решат задачата. Не мора да биде тоа со скокање на трамполин, но може да биде мануелна задача со решавање, нели, само со една дланка, нешто да решат, да направат. Така да не може да се дефинира
дека најдобри показатели има кај децињата или кај повозрастните, но може да се дефинира дека повозрастните луѓе се поискусни во решавање на проблемите и може да направат помалку грешки во однос на овие кои што се помали. Се препорачува да се така околу 7 до 11 годишна возраст. Ова е во однос на оној момент што го кажав, за да се зголеми фондот на движење најмногу и да им се даде како искуство на дечињата. Значи тоа е исто како примерот со жабата која што е во бунар и жабата живее во 2 метри радиус бунар еден одреден период од животот и ја спознава само таа средина околу себе. Нагоре кога ќе погледне гледа нешто сино, ако е многу длабок бунарот, тогаш се гледа црно, не се гледа сино веќе. Но тука завршува, тука е таа средината со која што жабата се препознава. Но замислете се жабата кога искочи од бунарот, што се може да препознае како искуство? Па, да не објаснувам дека надвор од бунарот има многу други работи. Истото и ова, значи доколку даваме на дечињата особено да решаваат голем број на движечки работи, тогаш ние им овозможуваме тие да се здобиваат, да се стекнуваат со вакви искуства кои што понатаму ќе знаат да ги искористат. И понатаму ќе прашате жабата дали сака да се врати во бунарот или не. Оставам на вас да си одговорите. Дали пред пубертет или после пубертет? Пубертетов е интересен период во животот, ќе зборуваме во антропоонтогенеза, затоа што во пубертетот покрај тоа што има хормонален не е дисбаланс, туку местење на внатрешниот латентниот простор од телото, но има и раст физички, па се случува во пубертет да кажат неискусни тренери, мада се надевам дека нема веќе такви тренери, да кажат ајде што е супер беше детево со координација, сега одеднаш не прави прецизни движења, паѓа, се сопнува. Па тоа е нормално, затоа што телото израснува, лостовите се зголемуваат, а мускулот и шаблонот за организирање на движењето е ист. И сега ние треба да му дадеме шанса на шаблонот да се смени, затоа што има нови изменети услови, физички изменети услови. Нови лостови, значи коските пораснале. Со самото растање на коските имаме и добивање на мускулна маса, нели нормално мора да мускулната маса се накачува на тежина во растот. Тогаш имаме нешто што е, на пример, да се потпишете со своја рака, нели се потпишувате, арнома замислите да ставите текче од доволно е 50 или 100 грама на дланката и да пробате да се потпишете. Тогаш е веќе изменети се условите и не може да се ќе треба да се направи, да се најде ново решение како да го направам ја потписот да биде дали истиот или да најдам нов потпис за да го решам проблемот, инаку ќе биде како некоја шкрабаница. Истото се случува во пубертетот и мора многу да се внимава. Значи тука ако треба, некогаш е подобро да треба да се намалат физичките активности, да се причека да помине пубертетот, ако нели дечињата или веќе се ќе станат луѓе зрели, матурирани, ако добро се поднесуваат со пубертетот, тогаш е окей. Но доколку не се однесуваат добро и приметувате дека има непрецизност, паѓање и слично, тогаш може да настане повреда некоја. Што правите во тој случај? Истото ви го кажав и кога трчавте Куперов тест или кога работевте с гибови. Ако не сте добри со здравје, не работете. Причекајте, ќе го сработи. Најбитно е здравјето, значи најбитно е да нема повреда. Така да овој период на пубертет е многу интересен и треба да се има во предвид. И сега вели дека да, во овој период многу интересно дека не се губи координацијата. Туку се соочуваме со нови задачи. За ова веќе кажав. Дали координацијските способности зависат од моторичките способности? Не. Некои од нив зависат. Ако треба да скокате 30 минути на јаженце, да, ви треба силова способност.
Но оние прецизните движења со дланка, па дури и со нога не мора да бидат, не ви треба некоја особена моторичка способност за да може да решавате координацијски движења. Например, жонглирање со балончиња. Сега, какви се тестови постојат за проценка? Ова е петиот дел, не го кажав. Ама добро, ќе се задржиме на 4 дела ке моторички способности. Па вели, првин само нека ми потврди некој дали се слушаме. Да. Да. Да не сум без заспал. Ако имате да прашате нешто, кажете. Немате да прашате ништо? Чекај да видим овде до кај сме. 17 луѓе прекинале. Добра. Какви видови на тестови постојат? Тоа е при крај сме. Сега, дали е еден многу познат тест Illinois Agility тест. Топ 10 странава ви ја пуштив која беше предавањето тестирање. Дали ова класичен тест за координацијски способности? Според мене не. Значи овде има брзина, да, има некоја промена на правец, има координацијски момент, ама не е класичен нешто што треба да реши задача. Например, подскокнување со јаженца, доколку се направи како тест и се процена дали може да има добри метриски карактеристики или не, може би бил по координацијски оптоварен како тест, отколку овој Illinois. Но се користи, точно и пак и го кажува Agility тест. Ако се вратиме назад, може да видите дека во овој айсберг дека агилноста доаѓа во координацијски способности. Значи, еден дел од координацијата да ја проценуваме преку тој Agility тест. Но ова е еден тест според Курелич, окретност на пот или подвижност на пот, кој што успев да најдам некоја полициска академија од Даниловград, Црна Гора, го дала за своите кандидати како визуелен приказ, инаку тестов е одамна постои и можете го најдете во книгата. Значи, што работи? Треба од одредена точка А до одредена точка Б да дојде со превртување на овој начин, се враќа на назад, руши стереотип, паќа кимоно, со кимоното пробува да направи наназад, колут наназад. Значи, реорганизација на стереотип. И сега овде ги дава некои вежбички, мислам, примери кои што не се треба да се внимава кога се изведува тестот, ќе го пуштам уште еднаш, само потврдете ми дали се гледа. Јас не гледам. Не се гледа. Зашто? Имам скриншер. Зашто не ми кажете дека немам скриншер? Затоа што поминав многу слайдови. Да. Поминав многу слайдови, ама не сум го вклучил, не сум споделил со екран. Океј. Ајде уште една. Сега го гледате, така? Да. Значи, ова е тој Illinois тест за кој што зборував. Претходните работи се водев според презентација. Но, ајде овој тој Illinois тест за кој што зборуваме. И тука има генерално трчање со мала промена на правец. Но, ако зборуваме за подвижност на пот, тогаш еве едно примерче за тестот како се изведува, еден од тестовите. Значи, ова е само еден тест кој што успеав да го најдам како YouTube линк. Така, сега може да видите? Да. Океј. Значи, друг пат, ако немам споделено нешто, ве молам прекинете ме. Ајде уште еднаш. Значи, работи подвижување од една точка во друга со превртување, нели? Па сега прави реорганизација, оди наназад, ова е кимоно, кое што мора да го држи меѓу нозе. Па сега прави повторна реорганизација со колут наназад. И ова треба за одредено време да се изведе. Кажува некои неточни работи, значи да не излегуваш од патеката, да не го пушташ кимоното, ова се казнени поени кои што се задаваат, но ајде уште еднаш.
може да приметите, тука се стимулира и вестибулаторниот систем, нели? Се прави реорганизација, повторно кажувам, треба да помниш дека треба да го држиш кимоното помеѓу колената, да направиш повторна реорганизација и така натаму. Постојат многу вакви примери на тестови. Например, еден од видиме Минесота. Manual тест. Зашто не сека да одим? Ајде ќе пробам. Ќе пробам на овој начин. Па не сека да оди, ова слика била. Добро. Ќе го најдеме. Супер. Така, се гледа. Само потврдете ми дали се гледа. Да. Супер. Ова е тест кој што се задава во тест кој што се задава и во рехабилитацијски услови, се задава и кај луѓе со посебни потреби и може да се искористи како вежба, но може да се зададе, например, и како тест. И сега, поентата е дека треба да се... Има и објаснување. Значи, поентата е дека треба се ќе види со начинот на изведба. Да, значи ќе треба да ги врати цилиндрите во нивните места. Со тоа што ги враќа по одреден редослед. Океј, се знае кој редослед. И доколку ја мерите брзината на овој дел, тогаш ќе може да ја процените и координацијата. Така. Точно протокол. Гледате, сгреши девојката, па се врати назад. И сите тие грешки влијаат на времето. Па на крајот можете да видите кој има подобар резултат во однос на времето. Што има следно? Значи, некои опции, да. Например, да ги превртите цилиндрите, гледате, тие се со црна и со црвена боја. Дали само потврдете ми кочи видеото или е добро? Добре. Супер. Добре. Значи, треба да направи превртување на цилиндрите што побрзо, да не направи грешка. Ако направи грешка, може да се добие казнен поен или тоа ќе влијае на крајот на времето. Ова е значи мануелни тест за проценка на мануелна координација. Па, например, приметивте како ги барав. Например, вади еден цилиндер и сега треба да ги пополнува што побрзо. Значи, тука имате решавање, во еден момент може да се заблокира мозокот, затоа што ги каже, да, ова го знам да го решам, всушност не размислувам и оставам по автоматизам да се решат работите, ама не се решава. Така да, супер справичка за тестирање. Чека да видиме што има следно. Значи, треба да ги преврти цилиндрите и повторно да ги реди по одреден редослед. Така. И се гледате колку покажува, колку полека ги покажува, ама кога се изведува тестот, треба да се изведе што побрзо. Мислам дека и девојката не ги изведува можеби многу брзо заради нели приказ на видео, но сепак тестот е наменет за да се доколку е вежба, значи ова може биде вежба. Доколку е вежба, тогаш работите во свое време. Ама секогаш треба да има тој страгал што го споменав, нешто од натре кој што ќе даде мал мотив и предизвик за да може да ги направите работите да бидат поефикасни. Тоа значи дека кога ќе го лимитирате времето или кога кажете направи ги побрзо, тогаш имате проблем и тогаш треба да го решите тој проблем. А ако оставите да се решава тоа самостојно, тогаш може да не дојде до да не се скрира тој внатрешен проблем. Значи сега иде со две раце, така, шаблонот е кој од оздола горе, па може да кажете секој втора колона почнуваш обратно, така и мислам дека сега го направи. Третиве колони ги почнува од озгора. Супер. За тие што не беа, зашто не ми ги отвора видео? За тие што не беа на часовите, мислам дека имам овде на YouTube нешто
оставени примерчиња на вежби со палка и примерчиња на вежби со топка. Само да видам каде се. Ова е интересно. За која координација зборуваме тука? Ова се научени движења. Така е. И дали му треба сега тука координација на помош? Многу. Дали многу Не. му треба? Не му Не. треба многу. Го научил движењата. Затоа што гледате колку прецизно ги работи. И тоа стои на кој мал простор работи. Ама во фазата на учење, тогаш му требале многу ваквите координацијата како способност. Еве го тоа што зборувавме со топчињата, значи во различни, сега знам да жонглирам и да ја држам топката на еден начин, ама додека ја ставам капата на глава или ја вадам мајцата, тогаш е нешто друго. Добро, ели, може да биде циркус, ама генерално во циркус имаме вакви моменти. Само да ако сакате, ајде ова можам да го споделам и во чат. Линкот. И што не беа на часови, но генерално се истите. Значи, палка, тука користам мојата сопруга за асистент. Палка, па може да патува, нели, направо. Треба да ги контролирате движењата, точно. Па може да ја исфрлите. Ова е палка, примерче преку стапче за скијање, но треба да биде пократко. Ние пробавме на часови со подолги стапчиња, не функционираше. Инаку благодарам на колегата, не знам дали е тука, а Олда му ще ги донесе како реквизити. 2 стапчиња, едното оди од дозгор, едното оди од доздола. Сега, ова не е само да се фрлат работите, уште ќе пушта. Ова е да се направи движењето да биде прецизно, значи да патува точно вертикално. Стапчето да нема искривување. Може да видите дека и ке двајцата има искривување, значи ние не ги контролираме мускулите онака како што би требало. И треба со секое наредно движење да се подобрува. Тоа истото во скијање. Ако ме прашате мене, секое наредно спуштање мене ми е корекција. И уживам во таа корекција, инаку ќе испадне како гледање телевизија, пушташ телевизија и заспиваш. Имам некоја мана, конкретно кога ќе пуштам било кој филм да го гледам, јас го заспивам. Зошто? Затоа што не размислувам и едноставно системот сака да се одмори. Ама кога се скиеш или кога работиш нешто, ако не размислуваш, тогаш може проблем да настане или повреда да настане. И затоа ме прашуваат луѓето, и сега ти знаеш да скиеш, обучуваш други и толку не размислуваш на скијањето. Не е точно. Секое наредно спуштање е корекција. Секое наредно спуштање мора да се повика координацијата, затоа што разни сили те исфрлуваат, па ќе решиш да промениш насока, па треба да знаеш како се некои работи се прават по автоматизам, ама подлогата на снегот не е иста, па мора да се адаптира спрема новата подлога на снег. И така натаму. Овие примерчиња на вежби ги сработевме, само да видам што има уште нешто овде. Да, со топчиња се. Супер. Значи, претходно беше палка, ова беше топче. Еве овде имам 40 views. 40 пати некој го кликнал и го изгледал вкупно 2 минути. Не повеќе, ова се жонглирање и така натаму. Јас мислам дека немам што да ви кажам друго, сем дека да, ова е некој планче кој што го имаме работено, ако сакате можете и ова како скриншот да ви го пратам во чат. Некој планче за ете како час да се изорганизира. Не ми требаше за едно предавање. Супер, отиде. Да. И со ова јас сакам да завршим за денеска. Имате ли прашање? Повторно сум сам.